состојбата е тешка. Сооткупот не е како ланскиот период, минатата година, каде што земјоделците добиваа по 35 денари за килограм, па до 50 денари се движеше цената за килограм праска. Можам да кажам дека навистина земјоделците се соочуваат со огромен проблем. Имајќи предвид фактот дека и во месец април се соочија со раниот пролетен мраз, каде што ја зафати територија на цела Република Македонија, со исклучок на две општини. Нешто нема квалитет праската, па и ова министерството или водостопанство, водата не ја пушти на 15 јуни. Тоа е жива страмота. Порано ја пуштаа 1 април, сега 15 јуни, тоа е више месец и пол каснење. И за тоа немаше ни квалитет, и сега праските еве што се дешава. Али тоа се одразе, после 5-10 години се одразе тоа. 30 денара ми се фаќа праската без гајба. Ајде, еве, нека кажи, еве, министрот беше тука, нека кажи дека со овие цени можеме да обстанеме ние. Не можеме да обстанеме. Ваа цена нема горивото да го извадиме, а не да ги платиме трошковите. Нека барат, нека прават начин владата, ете сега ги избраме, нека барат начин таму. Нека направат цена, нека доведат купци. Не може од почетокот до сега да имаме извезено негде околу 4 до 5 камиони. Тоа апсолутно е занамерувачки, која што дневно од самиот Росоман, тоест од праскарскиот дел во Македонија, кај што испаѓа од 10 до 12 шлепери дневно, а ние до сега дали имаме 5 камиона извезено. Мислам дека состојбата е ептена алармантна, мерките треба да се превземат, а што понатаму владата нека ги согледа сите проблеми и да одлучува по тоа и да бара трајно решение кое што ќе се најде во пресрет на самите земјоделци, за да може да испаднат и они на крај да може да преживеат во годината.